Зборува Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Ова вечерашна наша програма нека биде за пријатна разонуда на сите вас, а за тоа нека ве разигра песната Мома Катерина.
Драги дечиња, повторно сме со вас. Овој пат нема да кажуваме некоја приказна, бидејќи приказните што претходно ви ги кажував од Ангелина Маркус напишани, покојната која ова година почина, инаку во кои ви спомнавме за крале Марко, за Филип, за Александар, за којнот Букефал, за многу други работи, овој пат ќе зборуваме за самиот автор, а тоа е Ангелина Маркус. Во Пелагонија, на половина пат меѓу Прилеп и Битола во селото Тополчани, родена е, крстена и порасната Ангелина во фамилијата на Шуплиновци, меѓу 8 браќа и сестри, голем број братучеди, стрини, војни и тетки, цело село роднини. Создала фамилија со Саша Маркус, им се родиле 2 ќерки со полуруски ген, што продолжува и кај внуците како посебно културно наследство од два народа. Најголемиот дел од животот како професор по филозофија го посветува на генерациите кои пред нејзини очи созревале, се школувале и му се враќале на општеството како успешни кадри и сериозни фамилиарни луѓе со кои се уште одржуваше пријателски врски. Преживеала војни, земјотреси, поплави и загуби, акумулирајќи енергија, сето тоа повторно да го изживее и да го прераскаже. Најинтересно е тоа што почна да пишува и да објавува книги во 8-та деценија од незиниот живот. Незината преокупација со македонските древни вредности, македонските царски династии, науките, филозофијата, медицината, театрите, македонските пари, древната исхрана и сега и приказните во продолжение од Македон за сите поважни личности и настани од долгата историја на Македонија. Како што реков, ова година Ангелина Маркус почина, но јас би сакала да се заблагодарам, иако не е меѓу живите, но затоа пак ините наши емисии ќе бидат со други приказни кои ќе бидат интересни за вас. А сега, добра ноќ, драги дечиња. Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели.
Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот, телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647 333 9628 или 905 877 8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. Чувствата твои не се мои, не ти давам да ме освоиш. Љубов се чита ко мудрост древна, немој да бидеш здодевна. Чекај, злато, запри се, премногу брзаш. Мислам дека уште е рано да се врзам. Сите бајки среќен крај немат, знаеш, а кратко занесо трае, знаеш ли? Колку боли романтичен стих. Има време за нежност и страст. Господ знае што чува за нас. Чувствата твои не се мои, не ти давам да ме освоиш. Младоста лета во сите правци, не сака златни катанци. Чекај, злато, запри се, премногу брзаш. Мислам дека уште е рано да се врзам. Сите бајки среќен крај немат, знаеш, а кратко занесо трае, знаеш ли? Колку боли романтичен стих. Има време за нежност и страст. Господ знае што чува за нас. Чекај, злато, запри се, премногу брзаш. Мислам дека уште е рано да се врзам. Сите бајки среќен крај немат, знаеш, а
kratko, zaneso traje, знаеш ли колко боли романтичен стих. Има време за нежност и страст. Господ знае, що чува за нас. Од рубриката Верували или не, поточно вистински настани како приказна, во вечерашнава наша емисија ќе ви го представиме Александар Грличков, инаку и поранешен председател во Сојузот на комунистите на Југославија. Во 1923 година во Штип е роден Александар Грличков. Основното образование и гимназија го завршува во својот роден град, а факултетот го студира во Белград, тогаш кога беше кралството на Југославија, каде дипломира на политички науки и докторира како политиколог. Како студент учествуваше во акциите на работничките покрети, а во 1939 година беше член на Сојузот на комунистичката младина на тогашна Југославија. Со појавувањето на фашизмот, тој уште од самиот почеток во отпорот против непријателот станува учесник во Народно-ослободителната борба 1941 година, за да пак во 1943 стана член на Комунистичката партија на Југославија. По ослободувањето од фашизмот, тој најпрво беше секретар на градскиот окружен народен одбор во Штип, а потоа подпредседател на планската комисија на тогашна Народна република Македонија, па после директор на Заводот за привредни планови и планирање на Народна република Македонија, за да пак потоа беше и член, па и подпредседател и од 1961 до 1965 година председател на извршниот совет на Собранието на Народна република Македонија. Од 1974 до 1982 година беше член на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија, па секретар на Извршниот комитет на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија, како и председател на Комисијата за меѓународна соработка на Сојузот на комунистите на Југославија, за да на крај биде член на председателството, па и председател на Сојузната комисија на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Социјалистичка федеративна република Југославија од 1985 до 1986 година. Меѓутоа, уште како млад, многу него го интересираше истражувањето на современиот социјализам. Во 1954 година беше доцент на Скопскиот универзитет Свети Кирил и Методи, а од 1969 година професор на Белградскиот универзитет. Соработуваше со многу научно-истражувачки институти и уредник беше на весници поврзани со прашањата за социјализмот. Но како голем стручњак имаше објавено како во Југославија, така и во странство многу негови научни трудови од областа на економијата, меѓународните односи и општи теории на социјализмот, а во 1983 година одликуван е со орден лента на Југословенското знаме. Тој беше лојален на Социјалистичка федеративна република Југославија, но во неговото срце секогаш беше носталгијата за Македонија, но не само во Република Македонија, туку и за етничка, за цела Македонија. Пред да умре, остави аманет да го кремираат и пепелта да исфрлат во реката Вардар, зашто, како што рекол самиот Александар Грличков, ако не успеав да ја видам цела Македонија, барем душата моја нека се радува. Умира во Струга во 1989 година. За него е испеана и песна од битолските конзули. Родна грудка не расплачена,
zdelena. Jasna životneja prošeta, barem sega ja pomina. Ej, sokole, ja se letam, a ti zemlje. Ej, varda, daj što mene ti odnesi. Želba da si izdora i vo pepel da se pretvora. Vijene avne se teja i vo vada rastureteja. Вечерва, место Хомеровиот јазик, ќе одиме повторно со македонството, со македонската историја, односно со македонската култура. Во вечерашнава наша емисија ќе те запознаеме со македонските народни носии. Народните носии во Македонија имаат многу вековна традиција. Тие се дел од материјалната култура на македонскиот народ и представуваат значајна гранка од народното уметничко творештво. Создавани како колективна придобивка на сиот македонски народ, тие во долга низа години се пренесувале од поколение на поколение и во својот развоен пат во себе вклопиле многу елементи од разните културни влијанија што се вкрстувале на овој дел од Балканот. Во долготрајниот процес на оформување на народните носии во Македонија учествува сиот македонски народ, творец и создавач на народните носии.
Во нивното оформување се одразени разните историски, општествени, економски и културни настани. Различните културни влијанија низ вековите во различни историски епохи се примени во народните носи, преработувани со творештвото на народното сознание, прилагодени на народниот бит и начин на живот, развиени и усовршени со народните естетски сваќања. Така се создале народните носи во Македонија како израз на народните колективни естетски и психички диспозиции. Освен културно-историските прилики и творечкиот дух на народот во оформувањето и обликувањето на народните носи во Македонија, од значење се и географско-природните услови. Високите планински масиви, ричестите падини и питомите котлини со кои се одликува релјефот на Македонија давале одредени услови за стопанисување, кој од своја страна нашло одраз во животот и културата на населението. Со посебни специфични форми, како во материјалната, така и во духовната култура, се издвојува културата на планинците, кои главно се занимаваат со сточарство, од културата на рамничарите, кои главно се ориентирани кон земјоделството. Во многу предели во овие две култури се преплетуваат, создавајќи на тој начин поинакви форми на сложената култура на обликувањето, како и во целокупниот народен живот воопшто. Сите овие чинители кои учествувале во оформувањето на народните носи во Македонија и во создавањето на традиционалните форми на народното облекување биле важни фактори за дефинитивното обликување на разновидните и типски различни форми на народните облеки и на народното облекување воопшто. Во оформувањето на нивните типски и декоративни обележја нашле одраз дамнешните епохи, како и времето во кое се создадени. Со сето свое богатство, изразено со бројноста и разновидноста на облеките, начинот на нивното украсување во орнаменталните композиции и во колоритот, народните носи доаѓаат до нас преку се уште зачуваните примероци употребувани во 19-тиот и првите децении на 20-тиот век. Околу етнографските области, носите по етнографски области и целини предели ќе дадеме повторно во нашите наредни емисии. First
Пред да одиме со крајот на нашата вечерашна емисија, кликнете на Subscribe. Со тоа ја поддржувате и радиопрограмата Глас од Македонија. Последните минути да ги искористиме со песна од мојата поезија. Триаголник на мистерија на животот во кој е кокастиот крст, живот на вечноста, окото на масоните, сокриено во окованата рампа, за да те следи на секој чекор доколку е присутна. Но каде е крстот на распнатоста на животот? Не, тоа е мојот живот во кој воскреснувам јас, моите деца и целото мое семејство. Таму, каде Господ Бог, каде Ристос, каде Света Богородица и сите светци и ангели се мојот патоказ, мојата среќна и просперитетна иднина. Боже, како и секогаш, Твоја сум. Скоро цел век помина од 913, за нас македонците најцрна и најтешка. Ке ни замре мислеа зборот наш македонски, ќе ни секне песната, орото ке се искине. Ама Господ големе, уште песни пееме, китни оравиеме, пак се обединиме. Ама Господ големе, уште песни пееме, китни оравиеме, пак се обединиме. Ново робство започна, граници ни ставија, на три не поделија, распарчија, ограбија. Ќе ни замре мислеа зборот наш македонски, ке ни секне песната, орото ке се искине. Ама Господ големе, уште песни пееме, китни оравиеме, и пак се обединиме. Ама Господ големе, уште песни пееме, китни оравиеме, и пак се обединиме. пак се
се обедини ме, пак ќе се обедини ме, пак ќе се обедини ме. И на вечерашнава наша емисија и доаѓа крајот. Ви благодарам за вашето другарување со нас, но немојте да заборавите да не слушате идниот петок од 8 часот навечер на YouTube под The Voice of Macedonia. Меѓутоа, не заборавете да не слушате и в недела од 6 часот навечер на радиостаницата CMR на Бранова должина 101.3 FM. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд.